Окей. Фатив да го летам навака и залета у... Внимание! Еден влог непредвиден од нигде никаде, еве ај мајка тука веќе дзирка. Што се случува надвор, мамо? Дали како бе нема улично осветлување? Ајде паднаа трансформатори и ми... А само што падна столица, тука почнува... Ај... Стварно ќе ми влезе нешто у очи. Чекај, имаме решение за тоа. А вие го знаете хипстер джипи? Ја знаеш дека имам ночари, мајка. Специјални за вакви ситуации. Овие се без диоптер, од ништо се, од пластика. Столиците ги однесе, мора да увидиме каква ситуација е на столици! Ај, светна струја. Зашто светна струја? Зашто? Ај не излегувај. Осеќаме многу ветер. Само јас сум будалата надвор, но... Он дека летаат, брат. Леле. Опа. Ја дое зима, малце закаснем у февруари. Опа, и нешто светна он дека горе. Валјда не грми. Добро, освен на времето што стивна, очекував синојка снег да падне. Демек било најавено снег да има. Јакиот снег. Нешто ко да подфрлува некои капки, некои снегулки. Оги после цел ден седење дома, програмирање, едитирање, како и секој ден јануари. Ќе почекам до сабајле да видам дали тука ќе падне снегче и ако не падне тука, ќе станам 7 сабајле рано. Идеме со кола на водно, сакам малце да ја подрифтаме. Не знам што му текна дури на 6 февруари да врне снег, али барем имаме снег некаков малце. Помаш. Океј, изчистени стакла малце, улициве кои да ми се подзамрзнати. Да, дефинитивно се замрзнати. Не знам колку е паметна идеја ова што го правам сега, пошто ако тука се улициве вакви, кои знае какви се на водно. Ејте Ти кажам, имале смрзнати се улички во споредните особено. Да примети. Дали сум единствениот будала што на првиот снег у Скопје се качува на водна? Да. Дали ризикувам да се излизгам? Да. Дали сум джипи и на джипи каналот правиме глупости? Да. Многу сакам да знам тука дали се лизам. Дали ќе ме тица? Слободно, брат. Комотно, немам проблем. Мене не ми се вози брзо, брат, ама ако се излизгаш ти, чеј. Се лизга. Па еве има снег уствари, гледате ваму дека има снег. Да, и уште нешто. Дали сум со летни гуми? Да. Не, еве споро возиме, сега возиме споро. Еве има снегче од страна, можете да видите. Не земав санка да му се плукнам бе, да се тумбавме. Ај тоа следен влог. Неа колана што ме претрча, еве, што се врати назад? Океј, сега на кој паркинг горе треба, да. Дали се лизгаме? Дали имаме прок? Не да се лизгаме. Леле. Пробува тркалава да. Леле. Чекај. Малце, добре. Чист паркинг, па овде иде дрифтање. А гледайте тука колку кругови има, некој друг дрифта. Значи некој исто ко мене, прв снег се качил на водно, па може овој цр... Добро, одлично, гледайте се. За тие што знаат што е стварно дрифтање, не е дрифтање да свртиш десно и да кренеш рачна, туку дрифтање да не кренеш рачна, ама колава има, како и многу други коли, стабилизација на лизгање. Traction control. И тоа обично се гаси, ако сакаш да дрифташ, ама на оваа кола не се гаси, пошто е пообична. Така да затоа ќе морам со рачна да дрифтам, ете така. Чи од натаму ви покажам. Идете вака, паѓате на десно и правите вака. Опа, тоа беше бајге за дрифтување. Ондека има кучиња, треба да пазиме кај дрифтаме. Ондека едно куче и само му правам на тоа куче вака. Да ти се... Океј. Тоа е веќе премногу дрифтање, мислам дека. Леле, ова прв пат ми се дешава, леле се тресам. За тие што не сватија што се деси, изгледа многу ветер готува и знам дека е отпорен на ветер, али леле мислев ќе ми го преврти, нема го вратам никад. Денеска е ден на ризици, Само да се симнам до доле жив и здрав и ќе биде добро. Уште нешто. Барем да фатам вистински снег. Прсти болат. Хајде да си одиме од тука, други дрифташи ондека се снимаат исто ко мене, али јас завршив. Леле, тука е убаво за дрифтање, тука лево, леле, морам уште еднаш. За крај. Леле, тука, овде е замрзнато, брат. Овде кола не поминала. Овде не знам колку е паметно, брат. Добре. Ај уште еднаш ваму. Океј.
Окей. Тоа беше многу близко да го закачам овој зид, престанувам со снимање со дрифтање со... Ау, пред да се вратам дома, бев и до факултет и имам добри вести за мене. Мајка, што правиш бе мајка? Што правите? И се замагли ова све од ладно на топло. Имам добри и лоши вести. Што сакаш прво да чуеш? Мислам добри и така лоши. Епа, малце не се гледа. Добрите вести прво. Бев до факултет, бев на увид алгоритми, добив поенче плюс. Имам осмица сигурно. Мислам, нели не е лоша осмица? Ама кидам на испит за повисок. Сега така, лошите малце лоши вести. Го дрифтав мино на водна. Не си нормал. Губив од дрифтање. Вака, осмици. Не осмици, 16 ки прави. И дронат за малце ќе го превртав. Пошо ветер ми го дувна вака напред цел. Денеска е многу возбудлив ден. Али тука ќе го завршувам, значи. За крајот на влогот сакав да ви покажам дронска снимка од сите покриви, како се бели, како се покривени со снег. Ама додека го слетував назад дронот, како беше мамо приказната? Да го слетам внатре. Дронот почнав од тука да го носам вака и мислам дека тука ги изгуби сателитиве GPS и почна вака да си се врти. И ќе мавнеше вака стакло и фатив да го летам навака и залета у шо. Не, епа, барем да го снимав тоа, не ни го снимив како си влезе од дрво толку дроно, на? Овие столици земете. А го слушам. Пронајдете го леле. Дојди. Леле, што се дешава? Не виде, ова е ретардирана. Ко гледаш? Го гледам. Абе ќе ти падна доле, ајде земи го. Само се камуфлирал. Абе, нема да си искршам ја тука. Не бе, жив бе. Камерава? Ало. Ама како влезе? Како бе не го снимав тоа? Леле се посрал, мамо. Напране цел од ова зелен. Значи викам отиде тука и почна вака за да не плесне вака, ја го отидов. Онака со пуна си влезе ваку дрво. И знам некоја гранка летна дека. Ене е гранкана. Ене е гранкана што ја оттече. Браво бе сунце. Ќе те зијам за косење трева. Оу, сега гледам. Дефинитивно нови перки ќе требаат за дронот. Но тука ќе го запреме овој влог бидејќи ако продолжам да влогам, мислам уште нешто ќе искршам, ќе беше го искршив мов телефон, го искршив дронот и ја искршив кола. Среќа се преживеа 11 сати, уште не сум доручкан. А денес треба го ставам влогов така да имам колку 2 сати, 3, 4, 5. Варијам за учење така да немам ни толку сати за едитирање. Доколку ви се допадне ова видео, не заборавајте да ставите лайк, долу дислайк, а нам што ќе да кажам извинете што го ставив во четврток, ама чекав да падне снег и да ви направам поинтересен влог, а не да ставам у среда нешто што немаше да има смисла, така да поздрав вас и се гледаме во наредното видео во среда. Ви ветувам мој пат во среда. Чао!